Здраво, Македонија! Дали сте подготвени за уште едно издание на квизот Листа за 300? Уствари знам дека сте подготвени затоа што нашите надпреварувачи се веќе подготвени и чекаат нестрпливо во нашето студио. Па, да не должам повеќе, секако да ги повикам прво победниците, односно домакините за денешното издание. А тоа се Горан и Евгенија. Повелете. Горан, здраво. Евгенија, здраво. Како сте? Добри. Расположени денеска за уште една партија Листа за 300? Секогаш. Како поминавме во минатите емисии? Една. Да. Освоихме 300 евра. 300 евра, така беше, значи, пофалете се, ја затоа ме прашувам да се пофалиме. Убаво започнавме, денеска ќе имаме шанса повторно или да дуплираме таа сума, или ќе видиме. Може да не заменат. Сега се надеваме дека нема, нели? Нема трет. Дали има нешто ново од минатиот пат до сега? За една недела толку. Толку, кажи, толку не може нешто многу да се промени. Пројдоа празници. Тоа е тоа, да. За празниците ќе се избориме после. Денеска се прво да се сконцентрираме за тоа што сме си дојдени, а тоа се темите во Листа за 300. Се надевам дека го освеживте дома знаењето, дека работевте или вежбате дома? Помалку. Како да не, кажи. Колку да кажа. Супер, за денеска чим сте подготвени, да не ви го одземам повеќе времето. Ваше домакинската кабина, што значи домакини повелете. А секако тука во нашето студио се и нивните противници, луѓето кои што ќе пробаат да ги симнат од домакинскиот трон Горан и Евгенија. Затоа да ги поздравиме Мила и Милош. Повелете. Милош, здраво. Мила, здраво. Како сте? Повелете, можете понаваму да дојдете, да не ми паднете од бината. Понаваму, да ќе мине малце. Да, после ќе ме пуштам во кабинат. Договора. Како сте? Супер. Како за прв пат добро, не е лошо. Одлично. Ајде, Мила, ќе започнам од тебе да ни се представиш на кратко. Која си, што си, од каде доаѓаш? Доаѓам од Скопје, имам 24 години, магистриран новинар. Супер, одлично. Значи, па на своје ќе биде се тоа. Колеги, така е. Нема да ти биде ништо страшно. Кажи ми, имаш некој искуство до сега на телевизија или ова е прво? Да, во Телма имам работено. Па ти гајле немаш тогаш. Не ми е страх од камера. Одлично. Тоа ми интересува и се гледа затоа. Опуштена си лабова. А Милош, со тебе, како е работата? Па, добро оди. Да. Инаку исто така од Скопје доаѓам, дипломиран новинар, не стигнав до магистратура. Да, одлично, има време. Работиш нешто се поврзано со новинарството? Не. Во сосема друго поле, сум маркетинг. Кажи, да. Добро. Па добро, вака така поврзано. Има работи кои што знаат да се најдат од новинарството и во маркетингот. Да, точно. Добре. Некој друго искуство вака на телевизија ти дали имаш? Јас лично не. Не, супер, добро се држите двајцата, одлично. Нема повеќе да ве деконцентрирам, да ви го одземам вниманието. Знаете зошто сте дојдени денеска тука. Во продолжение, ако имаме нешто трема, заглавиме на некое место, Марче, дајте знак. Тука сум јас, ќе го правиме работите, договорено? И она што ме мене многу важно, во врска со темите, ако нешто не е јасно да ме прашате, договорено? Договорено. А сега предизвикувачи, повелете во предизвикувачката кабина. Благодарам. Евгенија и Горан, односно Мила и Милош, се во нивните надпреварувачки кабини, што значи сега можеме да продолжиме понатаму, односно да ги провериме истите дали функционираат онака како што треба, за да немаме никакви проблеми во продолжение. За таа цел ќе ве замолам прво да исклучиме кабината на домакините, а Мила и Милош, дали се слушаме? Се слушаме. Немаме никакви проблеми, така не ви шушти, ме разбирате све што кажувам. Одлично. Во продолжение, ако имаме некаков технички проблем, веднаш да ми сугерирате, а ако нешто не е јасно, веднаш да ме прашате, договорено? Со среќа уште еднаш, сега да провериме и кабината на домакините. Евгенија и Горан, како сте? Мислам дали се слушаме, како сте ме прашале? Се слушаме? Да. Немаме никакви пречки, така шуштење одлично. И за вас важи истото, ако имаме некаков технички проблем во продолжение да ми кажете, ако нешто не е јасно да ме прашате, договорено? Договорено. Со среќа на вас во продолжение. А сега, драги гледачи, откако сите се уверивме во исправноста на нашите надпреварувачки кабини, може да започнеме со денешното издание на Листа за 300, односно со првата лицитација. А темата за истата гласи: женски имиња, каде втората буква е буквата А.
Бараме женски имиња, каде втората буква е буквата А и кој ги има во именикот на Државниот завод за статистика на Македонија, без обзир дали се македонски, албански, турски, ромски, српски и друго. За да бидат признати во именикот на Државниот завод, треба името да го имаат најмалку 5 наши жителки. Ќе ви дадам прост пример, еве со моето име, доколку баравме машки имиња каде втората буква е буквата А, Марко ќе беше точен одговор. Но денеска бараме женски имиња каде втората буква е буквата А. Горан Евгенија, дали не е јасна темата? Одлично. Мила и Милош, дали не е јасна темата? Да. Супер. Веќе ви е повеќе од јасно, драги гледачи, дека први со надавање започнуваат тековните предизвикувачи. Денеска во таа ситуација се Мила и Милош. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Мила и Милош, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 3. Започнуваме со 3. 5. 5. 8. 8. 10. 10. 11. 11. 13. 13. 14. 14. 15. 15. 17. 17. 18. Едно повеќе 18. 19. 19. 20. 20. 23. 23. 25. 25. Нека одговараат. Да одговараат. Ајде да видиме. Женски имиња каде втората буква е буквата А. Јас уште малце ќе им надав, вака од моја сега перспектива си кажам, но 25 не се малци имиња, кои што ќе треба да ги кажат Горан и Евгенија. Но да видиме, можеби и ги познаваат, знаат многу луѓе, многу другарки има односно Евгенија, каде што втората буква е буквата А, ќе да знаеме сега. Но како и да е, 25 празни полиња кои што треба да ги испишеме со женски имиња каде втората буква е буквата А. Кога ќе можете да сакате да започнете, повелете. Василка. Василка. Така е. Васка. Васка. Така е. Вања. Вања. Така е. Габриела. Габриела. Така е. Габи. Габи. Дваесет Габи само во Македонија. Нема добро. Доволно, нели? Очекував повеќе. Даниела. Даниела. Така е. Данче. Данче. Така е. Далибурка. Далиборка. Така е. Жанета. Жанета. Така е. Жане. Жане. И Жане е точен одговор. Загорка. Загорка. Така е. 11 веќе. Јана. Јана. Така е. Јагода. Јагода. Точен одговор. Јасна. Јасна. Така е. Јасмина. Јасмина. Така е. Петнаесет, уште 10. Кате. Кате. Катерина. Катерина. Маре. Маре.
Така е. Марија, Марија. Така е. Марика Марика. Поздрав до баба ми Марика. и баба ми. Нашата. На жена ми мајката. Поздрав. Да и вашата. Марика. Маја, Маја. Магдалена, Така е. Магдалена. Магда, Магда. Така е. Наде, Наде, Наде. Надица, Чекај, Наде, точно уште едно. Со Надица завршуваме. да. Со Надица, јас ќе искористам оваа прилика еве да се поздравам мојата другарка Надица. И тоа е 25-ти точен одговор за Евгенија и Горан. Честитки за освоениот прв поен денеска. Но немојте премногу да се опуштате, имам уште една лицитација и се може за момент да се промени, знаете и самите. Мило и Милош, како што реков, малце похрабро само, кога станува барем збор за имињата, слободно лицитирате затоа што има доста имиња барем. Кај нас, не знам, поминали доста и на оваа буква, и на онаа буква, и втора, и трета, и пета. И едно што научив е тоа дека може доста да се лицитира. Затоа похрабро во продолжение, не се плашете. Имам уште една лицитација, ништо не е готово договорено, сконцентрирано и во продолжение. Драги гледачи, само момент, да прочитам уште некои од оние имиња, женски имиња каде втората буква е буквата А, кои што нема потреба нели да ги кажат нашите надпреварувачи. Тука се Марина, Наталија, Наташа, потоа Радмила, Рајна, Сандра, Сања, Сара, Сашка, Тамара, Татјана, Фана, Фатима, Фатиме и така натаму. А сега, драги гледачи, како што им реков и на едните и на другите, ништо не е готово, ниту едните може да слават, ниту другите треба да очајуваат, затоа што имаме уште една лицитација која што може да го промени резултатот и за едните и за другите, затоа да не должам повеќе. Темата за второто надавање гласи: држави кои имаат универзитети на Шангajската листа на најдобри 1000. Бараме имиња на држави без обзир дали се признати или не, кои на Шангajската листа на најдобри универзитети на светот имаат најмалку еден универзитет. На листата има повеќе од 60, а помалку од 65 вакви држави. Горан и Евгенија, дали не е јасна темата? Јасно. Одлично. Мило и Милош, дали не е јасна темата? Супер. Значи, уште еднаш ќе повторам, не ги бараме имињата на универзитетите, тука ги бараме имињата на државите кои што имаат барем најмалку еден универзитет на Шангajската листа на најдобри 1000. Знаете дека со надавање при втората лицитација први започнуваат оние кои што имаат резултатска негатива по првата одиграна игра. Во таква ситуација моментално се наоѓаат Мила и Милош. Ке ве замолам да исклучиме кабината на домакините, а Мила и Милош, кога ќе имате понуда, споделете со нас. 3. 3. 3. 3. 4. 4. 6. 6. 8. 8. 10. 10. 13. 13. 14. 14. 16. 16. 18. 18. 19. 19. Како? 19. 20. Заокружуваме на 20. 21. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 30. 30. 30. 31. Нека одговараат. Ајде. Мило и Милош, се е во ваши раце. Ајде сконцентрирано во продолжение. Уште еднаш ќе ја повторам темата. Оп, се темата, убаво што јас сакам да повторам, само што да не си го исклучев таблетот, кој што ме прави паметен. Само момент. Значи, бараме држави кои имаат универзитети на Шангajската листа од најдобри 1000.
Како што рековме, на листата има повеќе од 60, а помалку од 60 ипак вакви држави. Тука имаме 31 празно поле, што значи пола скоро ги бараме од тие. Кога ќе бидете подготвени, слободно започнете. Италија. Италија. Така е. Шпанија. Шпанија. Точно. Португалија. Португалија. Така е. Франција. Франција. Точен одговор. Холандија. Холандија. И Холандија е на оваа листа. Германија. Германија. Така е. Швајцарија. Швајцарија. Точно. Може на прашање? Да, повели? Обединето кралство би се рачунало како една држава или Да. Да, како е? Обединето кралство? Обединето кралство. Точен одговор. Белгија. Белгија. Така е. Русија. Русија. Точно така. Полска. Полска. Така е. Чешка. Чешка. Така е. Шведска. Шведска. И Шведска е точен одговор. Данска. Данска. Така е. Норвешка. Норвешка. Норвешка 15 точен одговор. Стигнавме до пола. Повеќе помалку, нели? Австрија. Австрија. Така е. Турција. Турција. Така е, точен одговор. Знаете дека од цел свет можете, така? Да. Ја чистиме Европа прва. Прва на Европа. Унгарија. Унгарија. Така е. Ирска. Ирска. Така е. Словенија. Словенија. Точно така интересно е дека Словенија се наоѓа на оваа листа. За малца ги заборавиме. И браво за нив. Да, да, за малце да ги заборавим. Така е. САД. 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 Соединетите американски држави. Канада. Да, иначе број 1 се Соединетите американски држави. Интересно е да се каже, само извини што те прекинувам, дека ако се гледаат најдобрите 20 универзитети во светот, дури 15 се од Соединетите американски држави, а ако се гледаат на листата од 1183 се од САД. Машал. Машал, баш така. Како рековме сега? Канада. Канада. Така е. Кина. Кина. Тука застана преска, тоа сакам да кажам, за разлика во споредба со Америка, која има 183 универзитети нели на оваа листа, Кина има 222 универзитети. Убедливо води.
на севкупно ниво. Јапонија, Јапонија. Јапонија. Така е. Австралија, Австралија. И Австралија е точен одговор. уште 5. Сигурно ќе го. Само да, ама некам да кажам да чек. Тука доле имаше Кина. Мористе тук. Малезија, Сингапур. Шкотска. Треба се решено како биде на въпрос. Ништо да продолжиме со... Не, па кажав ми фиска. Ајде, Мили, Мило, заглавивме? Ајде... Се мислиме за се повеќе. мислиме. Да, добро. Ајде, нека биде Малезија. Малезија. Еве, Малезија, добро е. Само момент суплече ви јас. Кам чекај малце, добро е. Индонезија. Индонезија. Еле, многу ми е жал, Мила и Милош. Овој пат стварно не можам Индонезија да најдам. Многу ми е криво. Се понадевав дека пеналите ќе одлучат кој ќе оди понатаму, па нели да биде онајка баш најперски. Супер бевте до сега. Сега се виде моментот дека нели почуваме веќе ни фали некоја сигурна држава. Што се одлучи па за Индонезија вака сега? Па се мислев, искрено се мислев за Сингапур да кажам. За Сингапур, па мислам дека Сингапур ќе ти беше точен одговор. Да, тука еве го Поставам на дека и лист. Грција и Бугарија ќе И бидат. Грција, и Бугарија, и Хрватска. И Хрватска. Да, за жал, Македонија не е, нели? Потоа, други вака што можам да ги издвојам држави, Индија, добро, голема земја, исто така Исланд, Јужноафриканската република, Јужна Кореја, потоа Катар, Колумбија, Либан, Луксембург, Саудиска Арабија, потоа Србија, заборавивме да кажеме, видиш и мене тотално ми се блокираше мозокот, потоа Тајван, Тајланд, Финска, Хонг Конг, Хрватска, Чешка, Чиле и другите мислам дека ги кажавме. Барем од овој дел од листата. А иначе помеѓу другите ги имаме и како што рекавме Аргентина, Гана, Египет, Етиопија, Иран и така натаму. Како што рекавме, некои 60-тина се отприлike, но за жал помеѓу овие 60-тина Индонезија не се наоѓа. Мило и Милош, ова е доказ само дека ви фали малце повеќе искуство и работите ќе бидат многу поинакви. Затоа, искрено ве замолувам во иднина повторно да се пријавите, затоа што знам дека резултатот ќе биде поинаков отколку денеска. Искуството ќе биде на ваша страна, концентрацијата и се останато. Затоа ве чекам повторно да дојдете во листа за 300. Но сега за сега морам чао да ви кажам, за жал. Горан и Евгенија, одлично одиграно. Ги фативте сега на кондиција, пак ќе кажам, неискуството си го направи своето. Требаше да надаваат малце повеќе при првата лицитација, можеби малце ќе ви ги замрсеа на вас сметките, иако не делувавте така, добро почнавте со имињата, па верувам дека и уште десетина да надававме дека ќе се снајдевте. Но пак ќе кажам, сега имаат искуство и мислам дека подобро ќе се снајдат наредниот пат, а вие со вашето искуство сега ќе треба да покажете и докажете колку пари ќе ми земете. Дали сте за тој дел подготвени? Секако. Супер. Епа, драги гледачи, не ми останува ништо друго, освен да ги повикам Горан и Евгенија да ми се придружат тука на главната сцена и да ги соочиме со денешната тема од нашата листа. А ако сакате да видите што ќе направат, останете со нас, се враќаме веднаш по паузата.
Евгений и Горан повторно ми се придружија тука на главната сцена и повторно ќе ги соочиме со темата од нашата листа. А што ќе направите во продолжение останува да видиме. Имаме многу интересна тема, но прво морам да ве прашам, дали слушаме музика и колку слушаме музика и кои ни се омилени изведувачи? Све слушаме. Се слушаш? Не, имаш некој омилен пејач? Искрено вака те прашувам сега, ми си правиме муабет. Од македонска Да, страна? од македонска страна, еве. Па така што се издвојуваат Тамара и Лозан. Тамари, знаеш ти моите два омилени вокали, имам од женските вокали уште Лара ми е многу добар вокал од новите пејачки и уште кој сакав добро, Наде, Тале, добро. Ќе се избориме за тоа во другата, а од странска музика што слушаш? По све по нешто. Да, од се по нешто. И јас сум таков. Порано сакав да се делам на рокер и ово она, ама како поминуваат годините. Зависи од расположение. Да, зависи од расположение. Ти Горан? Ја по инструменталната сум. Да, инструменталната музика. Не памтам текстови, така да... Кажи тоа ето. Па ја како ми поминува, морам тоа да признам дека како ми поминуваат годините, само ги памтам оние стари песни што ги знам од како да кажам, од текстот, од памтивек. Нови песни и да го научам текстот, ќе го памтам 2 недели. После тоа, ако не ја слушам редовно песната, пак од Па и почеток. пејачот кој беше овој го знам, ама кој Да, беше? кој беше? И тоа. Изведувачи не памтам. Сега, пред да ви ја соопштам темата, ајде на брзинка само да се подсетиме како стојат работите со нашата листа, иначе темата е поврзана со музика. Ми пееве тука таблетот. Да. Како што и самите можете да видите, нашата листа е составена од 15 празни полиња кои што треба да ги исполниме со точни одговори ако сакаме да освоиме она максимална сума која што ми ја земавте минатиот пат. А во меѓувреме за 3 ваши точни одговори ви следуваат 50 евра. За 6 точни одговори Евгенија? 100 евра. За 9 точни одговори Горан? 150. За 12 точни одговори 200 и за 15 точни одговори ви следуваат, на вас ја препуштам таа чест. 300. 300, точно така. Тие 300 кои што ми ги земавте минатиот пат, требаше да биде избришано тоа поле горе. Ми ги земавте веќе, кажам Често сега да биде. Сега често беше. Супер. Јас сум за тоа да ми ги земете ако можете овие 300 евра и денеска. Но да видиме, рековме дека слушаме музика, слушаме се, кажа кои ти се омилени пејачи наши, но ете, конкретно овој наш изведувач, пејач не го спомна. Затоа да видиме дали ги знаеш доволно неговите песни. Мислам дека да. А слушајте добри вие, драги гледачи, затоа што денеска го тестираме нашето знаење на тема песни на Тоше Проески. Извор: објавените песни од неговите студиски албуми, синглови или спотови. Песни објавени после неговата смрт, песни кои Тоше ги препеал како несаници или народните македонски песни не се признаваат. Значи, само авторски песни испеани од Тоше самостојно во дует или на некој друг јазик, се до неговата прерана смрт во 2007 година. Евгенија и Горан, дали не е јасна темата? Јасно. Да, ги знаеш песните од Тоше? Сите. Абе, ви реков, Тактички. ајде одговарај се, ќе го стам таблетот вака и ќе си одам. Парите за вас. Морам да контролирам, сепак ќе бидам тука. Ајде. Да видам Горан да не сгреши нешто затоа. Евгенија и Горан, кога ќе бидете подготвени? Не, ќе сгрешам ја едно, да ќе сгрешам. И сега. Ајде, тајно моја. Тајно моја. Точно така, еден од поголемите негови хитови, Тајно моја, Соба за тага. Соба за тага. Втор, точен одговор. Ајде, Лименка. Која? Лимен? Лименка. Чувај од зло беше македонската, така брани од зло беше српска. Лименка, така, за 50 евра. Така е добро. Оваа лименка ти е полна со 50 евра. Леле, што пиење ќе удриш? Лимен. Честити. Полека, не се брзете, имаме време за тоа. Полека, пеј си ги. Кој другите? Немир. Немир. Да. Оде сме веќе као... Немир, ако не се лажам, со Каролина беше дует, така?
Не миришаме така. Да, точен одговор. Волим осмех твој. Волим осмех твој. Со Антонија Шола беше, така? Да. Ми пишува. ми пишуваше тука, затоа бе многу паметен во оваа ситуација. Фала на тима тука на листа за 300. Така, Лагала на смала. лагала на смала, со Тони Цетински вазна. Кај што се тепаат, папу, папу. Текнува. Па чим, да, значи 100 евра. Лагала на смала, со Тони Цетински за 100 евра. Ќе има Честитки. дупло лиминки. Дупло лиминки сега. Полско цвеќе. Полско цвеќе, значи одиме понатаму. Полско цвеќе. Ке ме зезне за малце. Ми вика, тоа е дует на Тоше сам со себе. Ја за малце ќе кажем. Ама добре, полско цвеќе точен одговор. Кој ќе биде осмиот одговор? Игри без граници. Игри без граници. Така е. друго имам. И за 150 евра. Немаш ни благодарам. Немаш ни благодарам. Така е, и 150 евра се ваши. Може. Опа, само што сакам да ви кажам, изгледа дека ќе продолжат, сепак се реше да продолжат. Ајде, Евгенија, со кој следен одговор одиме? Арија. Арија. Со Джајна Нанини. И ова го прочитав. Така е. The Little One. The Little One. Единесети точен одговор. И Ангел си ти. И ангел, ти благодарам. Знае. Само мајка ми има кажано дека сум ангел. Еднаш, после тоа и стана јасно што родила. Така е, ангел си ти. За 200 евра, честитки Евгенија, честитки Горан. Ајде, имаме уште 3 одговори, бидете внимателни, ја би сакал да продолжите. Ја реков се откажувате, така за момент. Чекај. Ајде, супер. За овој свет. За овој свет. Така е. Твоите бакнежи на моите бели кошули. Твоите бакнежи на моите бели кошули. Така што имам јас сега во моментот. Само бакнежи фалат. Не да Боже, скара било жене ми уште тоа фали, да види ќе ми тепам. Нема да излезе. Чиста ваква да вратиме. Ке треба и за наредно снимање. Твоите бакнежи на моите бели кошули, на неговите бели кошули, точен одговор. И последното за 300 евра. Некаде во ноќта. Некаде во ноќта. Сега ќе треба да бидете внимателни, некаде во ноќта некој да не краде. Кога знае дека имате волку многу пари собрано. Јас не ја знам. Јас стварно не ја знам ова песна. Истото албум е со твоите бакнежи. Да. Кој подобро пее? Горан или Евгенија? Да запее сега. Ја не. Не знам, не морате да пеете. По некоја наредна прилика во кафана ќе си пееме заедно. Некаде во ноќта. Добре, стара песна убаво се рече ти, направиот албум. Не сме воопшто ни да се сомневам во твоето знаење, Евгенија. Така е. 15-ти точен одговор за 300 евра. Уште едни 300 евра кои што одат во ваши джебови. Во И со незин. здравје во Она ги заслужува. Да, дефинитивно. Ке те части нешто, ајде.
Ептен. Еден албум. Албум Да, точно. еден албум ќе те части да ги научиш песните. Добра идеја ова. Можеш на на YouTube симни му ги Да. таму. Да се Нема тружиш. веќе црта. На моje огромно задоволство ќе се дружиме во наредното издание на Листа за 300, тогаш ќе имате повторно шанса, нели, да го зголемите финансиското конто, но ќе треба да елиминирате и уште едни противници. Како и да е, сега уживајте, со здравје да си ги трошите овие пари, а пред да се одјавам, драги гледачи, да кажем уште неколку песни од Тоше Проески, од нашата легенда, тоа е 1200 мили со Гоца Трџан. Ако ме погледнеш во очи, потоа Боже чувај ја од зло, во коси да ти спијам, потоа го лажам секој нов рефрен, кој ли ти гризе образи, Македонија набива за вас, по тебе и така натаму, ги знаете, Цреша, Чија си, Life, This World и уште многу други хитови кои што ќе останат да ги слушам и понатаму. А сега, драги гледачи, дојавме до крајот на денешното издание на Листа за 300. Не ми останува ништо друго, освен да ви посакам да имате прекрасен остаток од денот, од викендот секако и да не заборавате дека ве сака Марко и ве сака телевизија Сидом. До следното гледање, чао.